Секој 1 март во чест на мистериозната баба Марта и доаѓањето на пролетта се плетат уникатните мартинки, едни од омилените модни додатоци на младите. Сплетените мартинки потоа се подаруваат за среќа. Иако нив ги носат и млади и стари, најмногу им се радуваат децата. За нив секој 1 мартовски ден е како празник. Традицијата е на првиот ден од март најстарата жена во семејството да врзува на рацете на децата засукан бел и црвен конец за здравје и против уроци. Мартинките се носат до појавата на првото процветено дрво или на првиот виден штрк, а во Македонија и до здогледување на првата ластовица. Потоа се ставаат под камен и се гази од озгора. Ако по еден месец под каменот има мравки, се верува дека годината ќе биде берикетна. Адетот за носење мартинки се пренесува со генерации. Така било, така е и така ќе остане. Секој март во годината. Мартинката се изработува од волница, но и од свилен или памучен конец, во зависност од фантазијата на мајсторот што ги изработува. Тие може да бидат за врзување на рака како топчиња или куцкички, па и мини куклички или машнички за наревер. Црвената боја значи крв, живот и љубов, а белата чистота и среќа. Иако ова представува вековна македонска традиција, Македонската православна црква повикува на предпазливост, обичајот да не стане суеверие. Убаво е да се почитува традицијата, бидејќи убаво изгледа мартинката на раката, но не треба духовно да се расипуваме и да веруваме дека неколку конци ќе имаат било какво влијание на нашите животи, ниту пак да стравуваме дека ќе има фатални последици, доколку не се почитува некое утврдено правило, велат од црквата. Етнологот Томе Крстевски вели дека старите македонци имале високо ниво на духовност, имале своји верувања и култови, но еден од најразвиените им бил култот кон Ксантика. Ниеден народ нема празник стар 3000 години, што се задржал до ден денешен. Македонскиот народ има празник кој е наречен Ксантика, се слави на почетокот на пролета од 1 до 31 март. Зборот Ксантика означува светлина, виделина, односно божица на цвеќињата, на љубовта и убавината. Според едно предание, во Ксантија бил заљубен македонскиот бог Македон. Таа му била прва и чиста љубов. Но откако злите сили ја претвориле Ксантија во цвет, Македон секоја пролет ја барал својата љубов на сите ливади и полиња, покрај сите бистри потоци и реки, во сите градини, во својата земја Македонија. Потрагата на Македон по Ксантија била секоја година, која траела 30 дена, а за тоа време македонците го прославувале празникот, простувајќи и посакувајќи исполнување на желбите. Во чест на оваа необична и нестрекна љубов на Македон и божицата Ксантија, македонците првиот месец на пролетта го нарекле Ксант, а пролетниот празник Ксантика.